Екипата на Добро утро секое утро беше во Младинскиот културен центар, каде што е во тек изложбата со наслов Нова перспектива, трансформер продукција, заеднички проект на ликовните уметници Елизабета Тушевска и Анета Стојчевска, во кој секоја од авторките со свој специфичен уметнички израз и визуелен пристап кон уметничкото дело скулптура, презентира уникатно видување на мотиви, форми, принципи користени низ историјата на уметноста. Идејата да се пристапи на еден феномен од две различни перспективи ја чини оваа изложба уникатна не само во формална, туку и во суштинска смисла. Елизабета Тушевска ја истражува жената и женскоста, но не само таа исклучиво родова перспектива, туку и воопшто жената како личност. Низините форми се интимен диалог со самата себе си, своевиден разговор на душата. Тошевска воедно е обседната и со времето и минувањето, затоа низините скулптури, покрај есенцијалноста олицетворена во женскиот принцип, има и одредена екзистенцијалност, живост, како во содржината, така и во формата. Абстрактниот пристап во фигурацијата на Тошевска сепак не е статичен. Нагласениот формализам во незините фигурации има длабоко асоцијативен скулпторски израз, што ги прави живи и допадливи. Затоа низиниот дури и геометриски израз сепак е емотивен и скоро би рекле персонализиран. Тоа не се ладни, стерилни геометриски форми, ами јасно изразени антропоморфни, дури и персонализирани фигурации. Елизабета, пред се честитки за вашата прва самостојна изложба. Сега, откако помина официјалното отворање на истата, какви се вашите импресии и дали полека слегнуваат впечатоците? Ја не знам што колку време ќе ме држи ова. Се уште сум под некоја чудна тензија, која што ме прати не само сега, него од самиот почеток, никако да стивне. Така да не знам што да кажам. Многу убаво, измешани чувства, измешани емоции, све измешано. Може ли да ни кажете малку повеќе за вашата соработка со Анета? Ова е ваш прв заеднички проект. Така. Со Ане случајно се запознавме, бидејќи ние и двете работиме во иднина, училиште за деца со посебни потреби, и при самото вработување од толку девојки ние една до друга случајно седнавме, и кога дознавме која што како работи, со што која како се бави, од тогаш и почна идејата за што би било кога заедно би направиле ова, би направиле она. Така да помина долг период, но еве го резултатот. Да. Колку долго се подготвуваше оваа изложба, колку време вам ви требаше да ги изработите скулптурите, сликите и која е нивната порака, кој беше вашиот мотив? Вака сега, идејата за изложбата навистина, како што кажав и претходно, е од нашето запознавање. Мислам, спонтано, но у суштина не ни мислевме дека ние ќе дојде до себе ова, тоа толку спонтано се случуваше природно на некој начин, така да временски период не можам на никој да кажам, но главната порака на цела порака, нека ја сватат на крај и гледачите што ќе дојдат да ја посетат изложбата. Клучната идеја е жената. Жената низ времето, низ просторот, од дамнина, од минатото, па се до ден денеска. Ја представувам жената конкретно јас, например, жената ја представувам во сите низини емотивни, психички, физички изглед. Посебно го зафаќам моментот на кога го допира боженственото, кога останува на мајка. Така да глобала би било тоа. Може ли да ни го објасните спојот на вашите скулптури и слики, во кои што се отсликува жената со сите тие низини различни состојби и физички и емотивни, преку скулптурите на Анета и пресликувањето на вашите во низините?
Вака се фотографиите се поставени за да ми они се на некој начин 2D во целиот оваа поставка. Имам девојка која што е од кај Ресима Балетанка, која е од кај Ресима Ресимкин, која што ми е 3D во просторот и која што се движи, ги покажува сите емоции и положби на самиот момент на фотографија. Движејќи се низ просторот, на крај навлегува во поставката, каде што се поврзува со таа божественост, се извиува во еден вид на змија и се поврзува со Бог. Значи Бог дава, жената раѓа. Може ли да ни кажете нешто повеќе за материјалот од кој што се изработени скулптурите, но и техниката во која што се изработени сликите? Значи скулптурите се изработени во полиестер, патинирани се со бои кои што секоја боја ми ја искажува емоцијата. Например, во тагата ја покажува црната, од една страна црната покажува нели тага, сите знаеме, но од друга страна например ја покажува елеганцијата. Работам всушност со боите од природата. Значи, доминира кафената, која што ја покажува длабочината, ја покажува тука ја употребувам зелената боја, каде што го покажува животот, радоста, плодноста тука доаѓа, имам сината боја, каде што ја покажува радоста, моќта незина. Така да, секоја боја мислам дека ми е како една симбиоза да се затвори тој момент на емоција што сакам да ја покажам во таа моја форма на скулптура. Уметницата Анита Стојчевска, инспирирана од светски познатата ликовна уметница Рейчел Вајтхрид и низиниот принцип на користење на негативи, изработува макети од огледала на нов проектиран простор, односно просторија, умножувајќи ги истите со мала видлива разлика во нивните големини, доближувајќи ги до производ од сериско производство. Експонатите на Стојчевска се изработени од огледала и со конец закачени на таванот, односно поставени да висат на разни висини, притоа исполнувајќи го цел изложбен простор. При нивното распоредување се води сметка за одредена естетска рамнотежа, но не се следи строг распоред. Анита, за разлика од Елизабета, на која што ова е прва самостојна изложба, вас вие дел од многобројните изложби што ги имате, колку во овој случај работата на Елизабета ви беше инспирација да ги искористите вашите скулптури за заеднички да комуницираат во просторот? Бети веќе спомена дека ние сосема случајно се запознавме, ја опиша приказната. Во почетокот, бидејќи имавме добра соработка, без разлика колку малку се познававме, добра соработка околу тогашни работни обврски, и сето од тука се роди и идеја и желба за една заедничка изложба, колку и да звучеше во самиот старт, колку и да изгледаше во стартот дека ние немавме зацртано решавање на одреден заеднички ликовен проект и дека сето тоа е само на ниво на желба, сепак после обостраната желба следуваше обработка на ликовен проблем, прилагодување на наши готови експонати и нивно едноставно прилагодување кон одредена заедничка цел. Така да веќе ни беа подготвени, модифицирањата следуваат после. Ги имавме изработено експонатите. За изработка на вашите експонати го користите огледалото? Така, да. Воочлив е материјалот на изработка на делата, на конкретно моите дела од овој заеднички проект. Користам огледало, вклучени се 3 парчиња огледала поставени на зидовите, кои што ги користам како нацрт планови. Со
на нив со испрекинати линии најпрво ја исцртувам рефлектирачката реалност на просторот. Во случајот тоа е таванот, бидејќи тој се отсликува од мојот агол на гледање. Потоа со полни линии ја исцртувам нов проектиран просторија, и при исцртувањето на проектираниот простор и при изработката на 3D скулптурите од тој план, инспирирана сум од светски позната уметница Рейчел Вајтрих, која што користи негативи. Во мојот случај, замислената внатрешна воздушност ја материализирам, додека ѕидовите постануваат празен простор. Исто така, во мојот случај, одлучив да ги умножувам макетите во 3 различни величини, на тој начин доближувајќи ги до производ од сериско производство, за разлика од уметницата Рейчел Вајтрих, од која што сум инспирирана. Ова комуницирање на сликите и скулптурите на Елизабета со вашите тродимензионални експонати, односно скулптури, беше надополнето и се еден убав уметнички перформанс од младата танчерка Викторија, кој што чинам даде едно изворедно заокружување на целата приказна. Така е, внесот на Вики во проектов произлезе од идејата на Бети. Јас до последен момент не ја имав видено кореографијата, но по изведбата бев воодушевена. Здраво, јас сум Викторија Коцева, дипломиран танчер по современ танц, моментално на магистарски студии. Се бавам танц, мислам, танцувам цел живот, буквално, но последните неколку години се бавам професионално со танц. Пред се сакам да се заблагодарам на Ане и на Елизабета со што ми пружа и ми дадоа шанса и можност да соработуваме заедно пред се, и им благодарам што целосно ми верува и ми дадоа слобода да се изразам и јас пред се како жена, но и во целосната идеја нивна со овие скулптури и форми. Мојот дел, односно танцот, беше целосно базиран повеќе на импровизација, но и на чувство. Измеѓу таа импровизација ги креирав и формите, и на крај целото тоа поврзувањето на жената со бесконечноста и онаа форма во на крај што завршувам во тоа. Ми беше огромна чест и задоволство, мене беше супер, мислам дека дадовме еден цел круг, една целина на таа идеја на оваа изложба. Изложбата Нова перспектива, трансформер продукција во Младинскиот културен центар ќе биде поставена и отворена за посетители се до крајот на овој месец. Влезот е бесплатен.